Владата донесе одлука за едностран раскин на договорот за концесија за изградба на мала хидроцентрала на реката Блатешница во Винички Блатец. Оваа одлука представува клучен чекор во заштитата на јавниот интерес и зачувувањето на природните вредности во овој регион, напиша на својот Facebook профил градоначалникот на општина Виница, Митко Костадиновски. Во втората половина на февруари, со официјален допис го известив инвеститорот дека одобрението за градење на хидроцентралата на реката Блатешница, согласно член 68 од Законот за градење, престанало да важи на 13.8.2025 година. Воедно го предупредив дека доколку преземе било какви градежни действија по престанокот на важноста на одобрението, истите ќе се сметаат за бесправно градење, односно бесправна градба и ќе представуваат основ за поведување со одветни постапки согласно важечките законски прописи. Според официјалната одлука објавена во службен весник на 3 јули годинава, владата на седница одржана на 30 јуни го раскинала договорот со фирмата Energy Lux Стоел Кочани, а како основ за оваа одлука се наведува дека концесионерот не отпочнал со производство во предвидениот рок од договорот за концесија за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија. 24 го контактираше и концесионерот и прашавме дали и каков чекор ќе превземат по донесувањето на оваа одлука. Се уште го немаме добиено официјалното решение. Ја почитуваме секоја владина одлука, а кога ќе го добиеме официјално ова решение, тогаш нашиот правен тим ќе се произнесе по однос на истото. Инаку, овој проект предизвика силен отпор кај локалното население, зашто во текот на февруари и март организираа повеќе протести и блокади на регионалниот пат кон Берово.